Благодарам, председателя. Почитуван министър, убаво е кога лака можеме да слушнеме ние како пратеници и избраници на граѓаните од Република Македонија од различни делови, дека во одредени програми значи има предвидено средства. И тоа јас во неколку дискусии кои што ги имав по одредени амандмани го кажав истото. Ние како пратеници значи немаме увид нити во програмата за јавни патишта на Агенцијата за јавни патишта, нити пак можеме да знаеме дека во проектот за водоснабдување кој што предвидува средства од Европска банка, нити пак за руралниот равномерен развој, тоа веќе може да го видиме од буџета, да речеме колку е планирано. Сега вака кога има одредени податоци, значи ние како пратеници нема потреба да доставуваме одредени амандмани кои што би биле планирани и ќе се остварат. И тоа јас би сакала точно на тоа и да подискутираме. Овие населени места, Сарај, Гечарлија, Старо Балдовци, тука мислам дека е некоја грешка и во самото поднесување на амандманот и Петралинци е изоставено, се населени места кои што заедно некаде имаат околу 2200 жители. Што се граѓани кои што пред се имаат потреба од вода за пиење. Сите тие населени места немаат никаков водоводен систем. И точно од тие причини во координација со граѓаните, со дел од граѓаните нормално со кои јас комуницирам како пратеник, беше доставен овој амандман, бараат оно што е основно, бараат водоснабдителен систем. И од причина што веќе 2 мандати имаат ист човек кој што е начело на општинската администрација, имаат градоначалник од редовите на владеачкото мнозинство на ВМРО ДПМН и тој истиот градоначалник, ако јас како пратеник не ги знаме, да речеме, овие доволно проекти и планови на владата, би требало да ги знае. И оно што би требало да направи е да ја поттикне и да ги искористи ресурсите кои што ги има во општината, сите имаат одделенија за локален економски развој, да направат проекти и да аплицираат до сите овие фондови кои што министерот тука ги кажа. Тоа е оно што треба тие да го направат. И тогаш наедноставно би се решил проблемот на граѓаните и би имале оно што е потребно, вода за пиење. А сега, на што се сведени граѓаните на овие неколку населени места? Сведени се да пијаат вода или да се снабдуваат со вода кој како знае и уме, односно самоиницијативно. Дали тоа го прават од артериски бунари, дали тоа го прават од пумпи или слично, важно не е решен проблемот со водоснабдувањето. А за мене е абсурдно да се даде приоритет од страна на општината на други работи, например асфалтирање на дел по дел, една уличка, друга уличка, трета уличка, а да не се тоа направи плански, да може да биде во интерес на тие граѓани кои што живеат во овие населени места. А уште е по-интересен податокот што имав можност да го слушнам од граѓаните на населеното место Василево, кое што е соседно на општина Босилево, каде што припаѓаат овие неколку села, каде што јас во интерес на граѓаните и по нивно барање го доставив овој амандман, дека само ланската година од браната Турија е направен испуст за вода и е направена можност и е решено до некаде прашањето со водоснабдување на населеното место Чанаклија, која припаѓа во општина Василево, е само на 1,5 километар од Гечарлија, од населеното место каде што јас сега барам по барање на граѓаните водоснабдителен систем. Значи, кога се правел до испуст од реката Турија, многу лесно, по договор на двајцата градоначалници, едно што припаѓаат на иста опција, друго што припаѓаат на исти регион, кои со години наназад помеѓу себе соработуваат овие општини, можеле да го направат тоа и да биде искористено за сите 5 населени места, 4 кои што овие се наведени во амандманот, значи Сарај, Гечарлија, Старо Балдовци и Петралинци и Чанаклија, на кое што е направено во соседната општина, меѓутоа овие неколку места географски се многу блиску, така што реков само од Гечарлија до Чанаклија има 1,5 километар. Ако постоела, значи, желба за реално решавање на проблемите на овие двајца луѓе кои се начелото на општините, а се од владеачкото мнозинство, многу лесно можеле да дојдат до информации од кои проекти, од каде може да земат средства, кои фондови може да се искористат, бидејќи првиот човек, вице-премиерот, им е достапен. И многу лесно ќе се завршила таа работа, дури
во разговорите кои што јас ги имав со населението, тие предлагаат неколку варијанти како да се реши проблемот. Една беше од тие варијанти да имаме една заедничка бушотина со помош на пумпи, потоа да се донесе водата до сите овие 4 населени места. Меѓутоа, како што и реков, кога би постоела добра волја и кога луѓето кои што ги бираат граѓаните размислуваат за реалните проблеми, а не за поеми во нивната кариера, тогаш мислам дека ќе имало многу реално решение во текот на ланската година, кога бил направен овој испуст од браната Турија и на тој начин, наместо само населено место Чанаклија, ќе се решил проблемот и на сите овие населени места. И уште еднаш, има многу амандмани, министер, кои што се поднесени во делот на патишта, амандмани кои што се поднесени во делот на водоводни системи, и како што рече колегата Ердоган, ако навистина имаше добра волја и од ваша страна, а бидејќи ние сите тука доставуваме амандмани, не доставуваме лични желби, доставуваме и вие исто така не решавате лични желби, сите сме и вие и ние во интерес на граѓаните на Република Македонија. И нас и вас не бирали истите. И се што треба да направиме, кога се работи еден буџет, јас се сеќавам на еден период, не бев пратеник во тој период во собранието, меѓутоа јас сум ги пратила тие расправи, кога министерот Трајко Славовски имаше многу конструктивни расправи во овој собраниски дом, имаше на расправи кога се прифаќани одредени амандмани, меѓутоа не само кога се каже ова е прифатен, ова не е прифатен. Значи со дебати, со објаснување и сите да бидат во корист на граѓаните. Немаме корист од тоа што нити вие, нити јас, ако кажете се прифаќа, не се прифаќа, значи сето тоа да биде направено реално онака како што би требало во интерес на оние кои што не бираат. Благодарам.